Една деценија. Толку време помина од нападот со автоматско оружје врз патрола на шумската полиција на Китка, во кој животот го загуби 34 годишниот Игор Цветковски, а уште двајца негови колеги беа повредени. Една деценија. Толку време помина без надлежните институции да ја испорачаат правдата против сторителите. Остана само предпоставката за мотивот. Предходниот ден нападнатата патрола запленила возило и плен на дрвократци на оваа планина распослана југоисточно од Скопје. Како е денес на Китка и кој ја добива битката? 360 степени во изминатите недели во два наврати ги посети шумите и селата на планината. На почетокот на октомври по локалните патишта наидовме на стар автомобил без регистарски таблички, натоварен со дрва. Почна бркотница. Го следевме возилото за да ја откриеме неговата крајна дестинација. Му се доближивме, но за кратко. Неколку минути подоцна, само од прашината можевме да заклучиме дека влета во двор во една од куќите покрај патот. Оваа сцена се одвиваше на патот што од планината Китка поминува низ селата Горно и Долно Количани и Црвена вода. Продолживме кон шумата над викенд на селбата Мала река. На ридот спротива на 1300 метри надморска височина, човек непречено сечеше дрва со моторна пила. Втората посета на Китка ја направивме на крајот на октомври. Ова е едно од местата кои планинарите го користат за одмор на патеката кон планинарскиот дом Караџица, најчесто за да уживаат во убавините на планината. Но овде постојано, освен шумолењето од кадина река, се слуша и звукот на моторна пила и секира. Во Мала река го сретнавме и првиот соговорник. Убаво само ни го расипаа убавината. Тоа ти кажат дрво сечачите. Ево види што направи. Тие што не чинат дрвата останале. Тие добрите отишле. Освен животната средина, погодено и локалното население. Во селото Алдинци не пречека председателот на местната заедница Фазлие Теми, кој сведочи дека фатил дрвократци на негов приватен имот. Unë i kam 4 hektare gjisë Zabel me dokument të temën, ata veç e kanë preje mo. Unë tash me dalë me markirë dhe një farë druni së të ndalë nësë në markiri kur gjonë. Drunë të malin tonë e kanë preje ato. Unë para do di që i kam zonë në malë tem. Ato më kanë thonë që nuk i kemi preje ne që tërkush ne i pretë. A e që ka i pretë, ashtë ka të ndari jonë, ne e dim ata, e kemi lejmëru edhe në polici, po policia nuk ka të marë merkan. Ato kalzohet pak për para që me telefon min herë mirë adveshi, nuk mundet me bon kur gjonë. E i kemi përzojnë e për ataj, i kemi lonë drunë të prejmë ataj. Kur kemi shku në bas një dite, drunë prapa për kanë ardhe i kanë marrë. A e di kush i ka marrë atë droja? Ja i dina në kush i ka marrë, në ma shtene me kalzu kresë se kush sa janë ato nuk kanë një, ato 50, 100, ato veçkera, të vogjel, 50 e kusura, 100 vajnë veçkera. Gjipa, vajnë ngarkojnë shkojnë. Селаните на чело со Етеми имаат иницијатива, самите на терен да ги водат шумските инспектори за да им покажат каде нелегално се сечат дрва. Se unë deshta të vetë di kamerat e princi poshtë. Edhe i lipa për mi vun kamerat, edhe mi ndalë drvokrasin ndalën. Ata e problemi që nuk kemi dorë për shteti që në ndihmon. A e do të përmbaj mu se... Një shëmar mori ka rujtën të disop ka ta unë dhe këta. A që ta shëmar sa dush, policë sa dush, alfa sa dush, shumska policia sa dush, mali po prejtat. На враќање од Алдинци тргнавме во уште една обиколка на планината, но не можевме да стигнеме многу далеку, бидејќи патот беше блокиран со исечени дрва и механизација. Тие што сечеа ни рекоа дека работат легално, дека дрвата нема да ги продаваат, туку дека го прошируваат патот. Факт е дека не се криеа, но факт е и дека исечените дрва го немаа во обичајниот жиг, дека за нив е одобрена сеча. На заминување од Китка застанавме во објектот на шумочуварската служба за да прашаме за сечата на патот, но таму не најдовме никој.
Дрвократци нема само на Китка. Во медиумите не се ретки извештаите за дива сеча на Шара, Скопска Црнагора, Плачковица, кај Велес или како што лани објавил блогот Шумарите кај Прилеп. Правиме секаков вид на процедури, на постапки, на фаќање на дивокрација. Еден дел од постапките и предметите во судовите се токму за крадење на дрва. Се одзимаат самари, коњи, запрежни коли, трактори и слично. Исто шлепери, значи без разлика за се. Вака минатиот месец премиерот Зоран Заев реферираше како извршната власт се бори со дрвократците, соочен со проценката дека 40% од дрвата за огрев се од нелегална сеча. Кои се тие процедури и постапки и каков е нивниот ефект? Побаравме одговор од надлежните институции, меѓу кои и од државните национални шуми. Секој шумочувар обврска му е да се го чува районот, значи секој е задолжен со район, доколку најде бесправно исечени дрва, значи да евидентира штетата, доколку е сторителот фанат да поднесе соодветна прекршочна или кривична пријава, каде што цениме дека има поголеми напади од дрвократци, каде што има поголема бесправна сеча, значи таму се фокусираме и бројот на шумочуварите го зголемуваме. Прв индикатор дека состојбата на терен е далеку од нормална е реализацијата на планираната легална сеча на национални шуми. Црвената површина на овој графикон ја означува годишната планирана легална сеча во последните 5 години. Сината површина е реално оствареното производство. Споредбата меѓу планираното и исеченото дрво покажува огромни разлики. Од бројките може само да се предпостават заклучоци, дека предпријатието има системски слабости во планирањето и сечата или дека тие 20 до 35% од дрвната маса што не достигаат ги сече некој друг. Но од национални шуми тврдат дека причината се временските услови, лошата шумска инфраструктура и стара механизација. Додека извршната власт тврди дека нивните мерки даваат ефект, шумски полицајци го тврдат спротивното. Нашиот соговорник кој од разбирливи причини инсистираше на прикриен идентитет, вели дека главен проблем се лошите услови за работа и директните закани од дрвократците. Со автоматско оружје претежно се вооружени, претњи, чуда према полицајците, па и дури не само во текот на работното време, него и во приватниот живот, значи доаѓаме до нивни претњи, ќе видиш кога ќе те најдаме или што е такви работи. Моралот дополнително им е подкопан со неодамнешната одлука за прераспределба на 80 на шумски полицајци во станици далеку од местата на живење, а противникот е се подобро организиран. Со добро поставени луѓе на позиции каде што треба да се нагледуваат безбедносните структури кои трагаат по нив, ги има многу групи во околина на Скопје. По моите сознанија, вака една анализа кратка, може се скаже дека и до 30 групи графитираат. Нашиот соговорник потврдува дека има случаи на корупција во шумската полиција, но повторува, корен на проблемот се ниските плати. Ние сме платени 18.200 денари, тока би спаѓа и храна и превоз, па во некои случаи и самиот полицаец посегнува и по таков видна појава. За да земе мито или да обстане, или да влезе во некои криминални структури. Ресорниот министер за земјоделство Трајан Димковски вели дека се свесни за незадоволството во редовите на шумската полиција. Прераспределбите ги става во контекст на засилување на одредени реони. Останатите услови ветува дека ќе се подобрат. Платите мора да ги покачиме, платите на вистина се ниски во кои што со години не е промената состојбата, ниски се од нивните примања, тоа е нивно дали ниските плати им се мотив за корупција, затоа што тие сами пријавиле и сами дошле да работат и ги прифатиле тие услови. Димковски сепак мисли дека борбата против дрвократците има ефект. Во овој сегмент, податоците што ние ги имаме, зборувам сега како министерство, односно добиени од секторот за шумска полиција, дека во контроли, во фаќање на дивократци, на дрвократци, имаме подобрена состојба. На иста линија со министерот е и раководството на шумската полиција. Тврдат дека редовно прават акции како неодамна во Дебарско, Струшко и Кичевско. За овие бесправни сечи се сомневаме дека се извршени од добро организирани групи во кои има замешано разни структури. Од шумската полиција велат дека ефектот за првите 9 месеци од годинава е поднесени вкупно 107 кривични пријави до основните јавни обвинителства.
Добиле 484 пресуди од основните судови со кои се изречени казни во вредност од околу 374.000 евра, а при акциите се одземени околу 1800 метри кубни дрва, 39 камиони, 153 автомобили, 12 трактори и други предмети. Од МВР велат дека соработуваат со шумската полиција во борбата со дрвократците, но нивната статистика од последниве 5 години открива поразителен факт, дека значајна улога во пустошењето на шумите имаат оние што треба да ги чуваат. Во изминатите 5 години имаме поднесено 150 пријави против 264 службени лица, од кои 7 се полициски службеници, а другите се вработени во шумската полиција, во Министерството за земјоделие, во националните паркови, значи во оние институции кои што се поврзани нели со шумите. Колку се исплати дрвократството не зависи само од ефикасноста на редовната и шумската полиција. Тоа е само првата станица во кривичната постапка. Од национални шуми тврдат дека во последните 5 години до обвинителствата поднале вкупно 693 кривични пријави против дрвократци, па во обвинителството прашавме колку од тие случаи завршиле на суд. Одговорот од институцијата е дека не водат таква евиденција. Затоа се обративме до најголемиот кривичен суд во земјата, Скопскиот, со прашање колку предмети за пустошење шуми, кражба и препродавање на дрва решиле од 2014 година до денес. Одговорот е дека решиле 53 предмети против купно 69 лица. Во најголем дел од случаите, односно 57 од обвинетите, добиле само условна осуда, а со казна затвор завршиле само 3 лица. Малиот број затворски казни говори дека целиот систем тешко ги санкционира дрвократците. Додека казната е ретка и спора, наградата е брза и исплатлива. Според податоците од шумочуварските служби, вкупната штета во пари од јануари 2017 година до денес е околу 6,5 милиони евра и има тренд на пораст. Со сина боја е висината на штетата од дива сеча, за која институциите знаат кој ја предизвикал. Во пари просекот е околу 130.000 евра годишно. Со црвена боја се штетите од дрвократство кога сторителот не е познат. Во пари просекот е околу 2 милиона евра годишно. Или во последните 3 години, надлежните успеале да ги откријат дивите сечачи само за 6,4% од штетите направени врз шумите. Да речеме, он во текот на една ноќ, ако направи 2 тури со патничко моторно возило Лада Рива, да речеме, која собира 0,70 кубни, тоа е 1 метро просторно, он заработува 3.500 денари. Значи 7.000 денари за 2 тури, вика, ја немам потреба да идам на работа, а тоа го работи секој ден. Дел од штетата од дивата сеча на шумите може да се пресмета во пари, но загубата на човечки животи и последиците по животната средина не. Шумите не се земјоделска култура. Значи не се житарици, кои што речеме секоја грешка можеме едната година да исправиме. Секоја грешка во шумите чини многу големи, ако станува збор за нискостеблени шуми, ајде, 50-60 години, меѓутоа ако станува за високостеблени, тога станува збор века над 100-150 години. Тоа што го зборува професорот Трендафилов на своја кожа веќе го почувствуваа многу жители на државава. Шипковица, например, даде 6 човечки животи во 2015 година. Исечената шума на селото, која некогаш била природна брана од надојдената пена, беше посочена како главна причина што водата за миг го голтна селото. А за дилемата од почетокот на оваа приказна, кој ја добива војната една деценија по убиството на шумскиот полицаец на Китка, одговорот засега е повеќе од очигледен.